Благодарам председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Министерката даде многу убаво образложение и го представи законот, меѓутоа не можам да одолеам да не излезам на говорница и да искажам својата безрезервна поддршка за овој закон од позиција на човек кој што долго време го помина својот работен век во образование како информатичар. Значи, би сакала да кажам неколку збора зошто ќе го поддржам овој закон. Се работи за математичко-информатичка гимназија која што ќе биде директно под капата на Министерството за образование и ќе зависи директно од Министерството. Значи, тука ќе имаме континуиран напредок, нема да зависиме од општинските или евентуално градските власти, туку ќе биде една независна институција која што ќе може на добар начин да ги исполни своите цели. Приемниот испит е гаранција дека во оваа гимназија ќе се запишуваат ученици кои што имаат љубов кон предметот, но исто така имаат и желба да ги доразвијат своите капацитети и да постигнат, да ги унапредат своите знаења во природните науки, физика, како информатика и математика. Она што посебно е за поздравување во овој закон и што е навистина куриозитет, е тоа што оваа гимназија ќе одржува напредна настава и за ученици кои што не се стриктно ученици во гимназијата, туку и за талентирани ученици кои што учат во други училишта, а имаат потреба да ги продлабочат своите знаења од овие предмети. Еве, ние сите како родители многу често бараме приватни наставници за да го дополнат знаењето на нашите деца. Оваа гимназија ќе биде гаранција дека учениците кои што ќе дојдат овде да го избогатат своите знаења, ќе имаат квалитетни наставници и квалитетна можност да ги унапредат своите знаења, бидејќи знаењето не е само да се работи со учениците, туку и суштинска работа со учениците. Ние видовме дека на последните истражувања на ПИСА Македонија постигна слаби резултати во повеќе области, значи функционалната писменост и математичките знаења се доста слаби. Ова е еден од начините како да го напредиме рейтингот на нашата држава преку знаењето на учениците. Вообичаено во наставата, генерално наставата е направена за просечни ученици, така што професорите, наставниците се концентрираат на просечниот ученик, мора да пристапат до секој ученик и со послаби знаења, со посилни знаења, за да работат со сите, и во таква констелација талентираните ученици се малку запоставени и тоа е причина плюс зошто треба да се оформи една ваква природно математичка информатичка гимназија. Она што мене посебно ми беше драго, начинот на кој што ќе се избираат наставниците и професорите кои што ќе работат овде. Постојат многу строги критериуми, значи, еве како што можам да видам во законот, вика, тоа треба да бидат истакнато стручно лице кое постигнало солидни знаења, солидни успеси во работата со напредни ученици, ментори на наградувани ученици, докторски студии, да се запишани докторски студии или веќе да имаат стекнато научен степен доктор на науки од овие области. Исто така, при изработка на програмата, како што денес и на Комисијата за образование истакнав, би сакала да апелирам, освен математичките, физичките и информатичките науки, кои што секако треба да се изучуваат во најголема длабочина, да не се изостават општествено-хуманистичките науки, бидејќи знаеме дека еден интелектуалец е комплетен доколку има сеопфатни знаења од сите области и ние треба да градиме комплетно изградени личности понатаму кои ќе се го најдат своето место во општеството, исто така и пазарот на труд. Позитивно го оценувам она што министерката кажа дека оваа гимназија ќе започне со работа кога ќе се создадат услови и тоа е гаранција дека на вистина ќе биде се осмислено и убаво конструирано, ќе има соодветни лаборатории, соодветни просторни решенија, да може на најдобар начин да се одвива наставата тука. Истакнав уште неколку работи кои во оваа прилика би ги повторила, значи се надевам, односно сигурна сум дека ќе се оствари добра соработка
помеѓу оваа институција, средно образование и високообразовните установи, бидејќи без соработка на средното и високото образование не можеме да сметаме за потполн успех, односно мора да имаме одредена поврзаност. Исто така и би апелирала на соработка со институции од ваков карактер, кои што знаеме дека ги има во нашето соседство и сведоци сме дека постигнуваат огромни успеси на меѓународни надпревари, на светски надпревари. Соработка со такви институции би значило многу за оваа гимназија. На крај да кажеме, математиката е јазик со кој што се опишува природата. Информатиката е нужност во 21. век, представува основа на знаењето и на работата, и затоа уште еднаш ве поканувам сите да го поддржиме овој закон и да направиме добро за реформите во образованието и за иднината на идните генерации. Ви благодарам.